Добродојдовте во урбаните вести. Безбедноста во општина Газибаба се зголемува со отворање на уште една канцеларија за превенција. Со ова информација ги започнуваме денешните вести, останете со нас. Се отвори канцеларија за превенција во Сингелидж. Се решава проблемот со прекините на водоснабдувањето во високите зони во аеродром. Игор Джамбазов за отворањето на звуци на културата во Ѓорче Петров. Почна есенското чистење на општина Бутал. На површина од 120 метри квадратни, денеска во населеното место Сингелидж во општина Газибаба се отвори канцеларија за превенција. Отворањето на канцеларијата има за цел превенирање на несакани ситуации и подобрување на безбедноста во општина Газибаба. Постајковци и населеното место Сингелидж доби канцеларија за превенција. Целта на отварањето на канцелариите за превенција е да се подигне нивото на безбедност во местото на живење, како и да се овозможи решавање на одредени проблеми на подрачјето на местната заедница Али Авдовиќ. Како што информираат надлежните, еден ден во неделата службените лица од оваа канцеларија за превенција ќе им бидат на располагање на граѓаните од 9 до 14 часот за се што ги интересира или загрижува во врска со безбедноста, а ќе имаат средби и со позорни службеници. Во канцеларијата ќе има простории на ОПСЕ, на местната заедница и на Министерството за правда, што ќе овозможи вадење на матични книги. Од исклучително значење е отварањето на ваквата канцеларија, затоа што на директен начин локалната самоуправа преку полицајците од општина надлежност во полициската станица Автокоманда ќе можат директно да разговараат со граѓаните, директно да превенираат на лице место деловите од областа на јавниот ред и мир и сите можни злоупотреби на поединци кои што може да се случат во овој дел. Ова што денеска овде го направивме од исклучителна важност, затоа што имаме мултифункционална зграда. Управата за водење на матични книги, вработени од Министерство за труд и социјална политика, што исто така од нивниот дел и област ќе бидат исто така поблиску до граѓаните. Местната заедница која што не беше функционална до сега, ќе има сопствена просторија и граѓаните директно ќе можат своите предлози, идеи и приоритети до градоначалникот да ги предлагат токму од ова место. Ова е втора канцеларија за превенција која се отвора во општина Газибаба. Градоначалникот Георгиевски најави отварање и на трета канцеларија во населеното место Колонија Идризова. Општина Газибаба како одговорна општествена заедница ќе продолжи понатаму. Покрај овие две ќе отвориме уште една во најава трета мобилна превентивна станица во населеното место Колонија Идризова. Исто така со цел да бидеме поблиску до граѓаните и да покриеме цела територија на Газибаба, каде што ќе можат граѓаните директно да учествуваат во превенирањето. Проблемот со водоснабдувањето со кој се соочуваат жителите на аеродром, особено оние во повисоките зони, ќе стане минато. Екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација започна со поставување нова цевка во делот од булевар Србија до кружниот тек кај цементара. Прекините на водоснабдувањето во аеродром ќе бидат минато за граѓаните на оваа општина. Ова денеска го најави градоначалникот на град Скопје Петре Ширлегов, кој заедно со директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација извршија увид во градежните работи за поставување водоводна цевка што ќе ги реши проблемите со водоснабдувањето во аеродром. Со поставувањето на цевка со пречник Фи 400 мм се очекува во целост да се реши проблемот со прекините во водоснабдувањето на жителите во општина Аеродром и кисела вода, особено на тие што живеат на бокорните катови на висококатниците во аеродром. Шилегов рече дека непланскиот развој и брзата урбанизација за жал не ја следеше изградбата на соодветна инфраструктура. Токму затоа во изминатиот период граѓаните на општина Аеродром и дел од кисела вода имаа проблем со водоснабдувањето и додаде дека не смее во 21 век да се соочуваме со ваков проблем. Решаваме проблемот со водоснабдувањето во општина Аеродром, особено во високите зони. Непланскиот развој на оваа општина и незината нагла урбанизација, за жал, не ја пратеше изградба на соодветна инфраструктура. Токму заради тоа, во изминатиот период, граѓаните на општина Аеродром и дел од кисела вода имаа проблем со водоснабдувањето. При градежните работи на кружниот тек на Христо Татарчев ја изведуваме и оваа цевка
P400, која што всушност е цевка која што врши водоснабдување и на општина Аеродром и на кисела вода, со што во целост очекуваме да се надмине проблемот со прекид на вода во високите зони во општина Аеродром. Градот Скопје и јавното предпријатие Водовод и канализација се грижат за вистинските интереси на нашите сограѓани. Нема да дозволиме забрзан урбан развој да го прати несоодветна инфраструктура. Токму заради тоа и ги завршуваме оваа градежна активност. Ќе продолжиме и понатаму парите од даноци и комунали кои што ги даваат граѓаните да ги употребуваме за решавање на клучните проблеми во нашиот град. Граѓаните беа запоставувани во изминатиот период заради несоодветно трошење на нивните пари. Во Скопје во 21. век, токму заради ваквата неплански развој, се соочуваме со вакви комунални проблеми. Само одговорно планирање, само урбанизација на градот со добар план подразбира дека ќе можеме во иднина да ги спречиме проблемите за да можеме да го обезбедиме нормалното функционирање на граѓаните. Затоа што Скопје е европски град, скопјани заслужуваат повеќе од тоа. Денот на општината Ѓорче Петров ќе го одбележи со неколкудневна фестивалска програма под наслов Звуци на културата. Промоција на документарен филм за создавањето на општината, крводарителна акција, театарска представа, детски фестивал Соната и настап на голем број музички имиња се само дел од богатата програма што ќе понуди фестивалот Звуци на културата. Општина Ѓорче Петров денеска и официјално ја представи програмата за претстојниот културен фестивал Звуците на културата, кој за прв пат оваа година се организира на повеќе локации низ општината. Фестивалот, кој што е комбинација од традиционални и модерни звуци, а во кој учество ќе земат голем број звучни имиња, како Миле Кузмановски, Игор Џамбазов, Тони Зен, Куку Леле, Бени Шекири и други, се очекува да предизвика голем интерес кај граѓаните. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски сите жители на Скопје и пошироко ги повика да присуствуваат на свеченото отварање во среда, на 19 септември, како и сите останати денови се до 23 септември. Апелирам за голема присутност, бидејќи навистина имаме богата културно-уметничка програма, еден културен хепенинг и перформанс кој што досега не е случаен во општина Ѓорче Петров. Направивме еден спој на младост и искуство, на наши таленти од Ѓорче Петров, таленти музички од Скопје и од Република Македонија и веќе истакнати наши изведувачи кои што ќе дадат соодветна тежина на овој културен перформанс. Ќе имаме промоција и на нашиот светски веќе етаблиран филм Исцелител, кој што режисер, сценарист, продуцент е Ѓорче Ставрецки, кој што има живеено и израснати во Ѓорче Петров. Покрај забавата, фестивалот ќе има и хуманитарен карактер. В сабота од 10 до 16 часот во Домот на културата ќе биде организирана крводарителна акција, на која позитивен пример преку дарување крв ќе даде и првиот човек на општината. Покрај крводарителната акција, организаторите најавуваат и хуманитарна акција. Ќе биде вклучена и голема хуманитарна акција во која ќе бидат обезбедени од поголемите маркети наши донатори соодветна храна и облека за социјално загрозените граѓани, која што ќе трае во текот на целата манифестација, а на 22 септември ќе биде заокружена овој хуманитарен дел со една крводарителна акција. Јас како крводарител ги повикувам сите заинтересирани крводарители, тие што не давале, за прв пат да даруваат во киното со почеток од 10 часот. 20 септември, како ден, каде што го обележуваме денот на општина Ѓорче Петров, кога во далечната 46-та година за прв пат е именувана општината по името на нашиот патрон и револуционер Ѓорче Петров. За тој ден подготвуваме свечена академија, положување на цвеќе и дополнителни културни активности, на која што свечена академија, за прв пат ќе кажам, дека ќе го промовираме кратко во една секвенца и документарецот кој што го подготвивме за Ѓорче Петров. Неговото движење како населба, како општина од низ историјата до ден денес со проекција за еднината и кои што нашите желби како го замислуваме Ѓорче.
Во општина Бутел почна есенската акција за чистење на општината. Во рамки на оваа акција се вклучени 45 работници од јавните предпријатија кои рачно и машински ги чистат булеварите, улиците и тревата на јавните површини. Во општина Бутел почна есенското чистење. Екипите на јавните градски предпријатија, комунална хигиена и паркови и зеленило ја започнаа повеќедневната акција за чистење на улиците и тротоарите, косење на тревата на јавните површини, кастрење на сувите гранки од дрвјата, а на терен се излезени 45 работници. Од паркови и зеленило беше донесена и огромна корпа за хортикултурно уредување на зеленилото кај кружниот тек. Заради топлото време ќе се почека со садењето на зимските цвеќиња на кои им се потребни пониски температури. Како што истакна градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, акцијата ќе трае 3 дена, а ќе се чистат булеварите, како и помалите и поголемите општински улици, рачно и машински. Општина Бутел е домаќин на една акција кој што сум сигурен дека граѓаните на општина Бутел и на град Скопје ќе ја прифатат со задоволство, подпомогнати од паркови зеленило и комуналец. Го чистиме Бутел, оваа акција ќе трае 3 дена. Со тоа мислам дека ќе достигнеме до секое парче на територија на општина Бутел и граѓаните како на општина Бутел, така и на град Скопје ќе бидат задоволни со оваа акција. Градоначалникот Велимир Смилевски заедно со директорите на јавните предпријатија се договорија да се среди и просторот долж улицата Цетинска, кај старите напуштени отпади. Инаку оваа акција досега беше спроведена во општина Аеродром, Газибаба и Ѓорче Петров, а понатаму ќе продолжи и во останатите скопски општини. Општина Газибаба во соработка со маратон клубот Делта успешно ја организираа планинската трка Раштак Трейл, која се одржа за прв пат на Скопска Црнагора. Градоначалникот на општината Ѓоргиевски рече дека се стремат во иднина оваа трка да ја направат помасовна и на подолги патеки. А годинава патеката за професионалци беше во должина од 13,5 км, додека пак за полупрофесионалци и аматери 6,7 км. Во селото Раштак во општина Газибаба на Скопска Црнагора се одржа првата планинска трка Раштак Трейл, која е во организација на општина Газибаба и маратон клубот Делта. Целта на оваа трка, која се организира за прв пат, е да се наметне спортската култура кај граѓаните од секоја возраст и со тоа да се зголемува должината на трката секоја година. Оваа година беа пријавени околу 200 учесници, кои се надпреваруваа во 3 категории – професионалци, полупрофесионалци и аматери, а се трчаа патеки во должина од 13,5 км за професионалци и 6,7 км за полупрофесионалци и аматери. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Ѓоргиевски рече дека ќе се заложи оваа трка да стане традиција и да се искористат сите природни убавини и капацитети кои се наоѓаат на територија на општина Газибаба и Скопска Црнагора. Ова традиција која што треба да прерасне во наредните години е со цел да ја промовираме убавината на Скопска Црнагора, потенцијалите кои што ги има и сето она што треба да представува мотив и на општината Газибаба и на овие природни ресурси кои што располагаме. Младите да излезат во природата и да се забавуваат. Исто така ќе се потрудиме да станат и љубители на природата, а со тоа и во наредните години да ја зголемиме должината на оваа трка. Со ова сакавме навистина младите да ги излеземе во природа, а Скопска Црнагора да се потруди комплетно да овозможи убав амбиент, престој на учесниците. Младите од Скопје и од општина Газибаба имаат што да видат и во руралните средини, не само во урбаното градско јадро. Природните убавини од делот на чистиот воздух, зеленилото, водата, патеките, пешачењето, рекреативната забава, дружењето ќе предонесе сепак да излезат и во руралните средини да ги запознаат убаво деловите на општина Газибаба и да уживаат. Една од учесничките на трката Раштак Трейл е и Снежана Бачевска-Јосифовска, која го освои третото место во женска конкуренција во трката за професионалци на 13,5 км. Снежана со трчање се занимава 10 години и учествува на многу трки и маратони и вели дека се чувствува поздраво и поубаво, па им препорачува на сите да се занимаваат со трчање. Јас веќе 10 години трчам, учествувам на маратони, полумаратони, така да сепак
подобро здравје, подобри спортски активности, подобро чувство и на сите им препорачувам се занимаваат со трчање. Па има, да, еве, значи сега секоја недела веќе имаме агенда за трки за трчање низ цела Македонија, низ Скопје исто така. Меѓутоа може и повеќе да се организираат. Придобивките од трчањето ги истакна и Благој Ацковски Брзи, кој има 66 години, а со трчање е активен секоја недела. Трча на подолги патеки, планински и полумаратони, а ќе трча се додека го служи здравјето. Трчам на подолги патеки, планински полумаратони, така да се надевам на добра трка и посакувам успешни трки и понатаму да продолжат во наредните години. Ние обично порано одевме Бугарија, Србија да трчаме, пошто овде немаше трки. Али сега еве последниве години, значи се направија доста трки, така да нема потреба да трошиме пари по Србија, по Бугарија, да речеме да идеме подалеку. Еве и тука малку да се луѓето охрабрат да спортуваат, малку здрав живот, нешто е сепак спорт исто е. 11.000 евра се собрани од воведениот паркинг на Водно и Нерези, а овие средства ќе се користат за одржување на парк шумата Водно. Токму на ова место започна и Европската недела на мобилност, која во Скопје ќе се одбележува со повеќе активности. Комбинирај и движи се е темата на овогодинешната Европска недела на мобилност, во која учествуваат над 2500 градови од Европа и светот. Градот Скопје неделава нуди низа активности посветени на алтернативното и одржливо движење, а вниманието е насочено и кон велосипедистите. Во рамки на одбележувањето на Европската недела на мобилност е планирано инсталирање станици за сервис на велосипеди кај железничка станица и на кеот на Вардар кај скејт паркот. Презентирање на активности за животната средина, конференции и разни активности. Целта на Европската недела на мобилност, која во Скопје започна со велопикник и велоекспо, е промоција на алтернативните видови транспорт и комбинирање на одржливите начини на превоз до саканата дестинација. Водно е одбрано како локација за овој прв настан од причина што во изминатиот период е направено најмногу за намалување на бројот на возила за време на викендите и државните празници. Средствата собрани од наплатата на паркирањето на паркинзите на Средно Водно и во Нерези ќе се трошат за одржување на парк шумата Водно. Од воведувањето на наплатата на овие два паркинга досега собрани се нешто повеќе од 11.000 евра. Граѓаните на град Скопје кои не се задоволни од работењето на администрацијата на градот Скопје или доколку имаат непринципиелни барања од вработените, од денеска можат да пријават во внатрешната контрола, со цел да се обезбедат подобри и навремени услуги за граѓаните. Жителите кои не се задоволни од работата на администрацијата на град Скопје од денеска може да пријават до внатрешната контрола на емайл адресата controla@skopje.gov.mk. Пријавете доколку вашиот предмет не се соработува брзо и навреме и пријавете доколку чувствувате дека имате непринципиелни побарувања од градската администрација, изјави скопскиот градоначалник Петре Шилегов во петокот кога го промовираше воведувањето внатрешна контрола во работата на градската администрација. Во град Скопје првпат се воведува внатрешна контрола со цел обезбедување поголема ефикасност во работата и подобри и навремени услуги за сите граѓани. Покрај спречувањето на можноста за одолговлекување на постапките во градот, со оваа реформа ќе се воведе можност за следење и на ефикасноста на секој вработен во градската администрација. Внатрешната контрола на овој начин ќе води досие за секој вработен. Од ноќеска на полноќ горивата ќе се продаваат по нова зголемена цена, освен Евросупер 98, чија цена останува непромената. Горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат од половина до динар и половина по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,6, односно 1,58 од 100. Малопродажната цена на бензинот Евросупер 98 не се менува и останува 74 денари, а цената на Евросупер 95 се зголемува за половина денар и ќе изнесува 72,5 денари за литар.
Малопродажните цени на евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за денар и половина и ќе изнесуваат 66, односно 54,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,374 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот, кој сега ќе чини 34,351 денар за килограм. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 3,61% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,412% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Во следниот период продолжува стабилно суво и релативно топло време со просечни дневни температури за овој период од годината. Утре ќе има мало зголемување на облачноста, а до крајот на неделата утринските температури ќе бидат во благо опаѓање. Во Скопје утре температурата ќе достигне 29 степени. В среда и четврток исто 29 степени, а в петок 30 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а вие следете ни понатаму на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!